Јас сум Елена Аспровска-Божиновска, наставник по математика при Основно училиште Елпида Караманди од Битола. Денешната наставна единица е квадрат на број и квадратен корен. Пред да дојдеме до овие два поими, ќе започнеме со пример 1. Треба да пресметаме вредност на два бројни изрази. Под А 5 плюс 5, под Б 5 по 5. Под А одредуваме збир, а под Б одредуваме производ на два еднакви множители. 5 плюс 5 јасно е дека изнесува 10 и скратено може да се запиши како 2 по 5. 5 по 5 знаеме дека е 25 и бараме како може скратено да се запиши бројот 25. Се навраќаме на примерот под А. Збирот од два еднакви собироци е еднаков на производот на дадениот собирок со бројот 2. 2 по 5. Или, во општ случај, А плюс А е еднакво на 2 по А. Додека, за примерот под Б, производот на два еднакви множители, А по А, скратено можеме да го запишеме како А на квадрат, а го нарекуваме квадрат на број. Квадратот на број всушност представува производ од два еднакви множители. Бројот 25, кој што го добивме како производ од множењето на 5 со 5, скратено го запишуваме како 5 на квадрат. На овој начин го одредивме квадратот на бројот 5, или неговата вредност е 25. Треба да запомниме дека производот на бројот 2 со број А е различен од квадратот на бројот А. Тоа ќе го увидиме преку следните неколку примери. 2 по 2 изнесува 4. 2 по 3 6, 2 по 4 8. Ако бараме квадрат на бројот 2, тоа би било 2 по 2 4, квадрат на бројот 3 или 3 на квадрат изнесува 3 по 3 или 9, квадрат на бројот 4 или 4 на квадрат изнесува 4 по 4 или 16. Воочуваме дека резултатите во првата колона се 4, 6 и 8, во втората се 4, 9 и 16. Значи да запомниме уште еднаш дека 2 по А е различно од А на квадрат. Пример 2. Треба да ги поврзиме картичките кои имаат еднаква вредност. Дадени се картички во различна боја со различни вредности. Некои од нив имаат еднаква вредност запишана во различен облик. Негде како производ, негде како квадрат на број. Јас ќе ви дадам пример за 36. 36 можеме да го поврзиме со 6 на квадрат, бидејќи вредноста на 6 на квадрат или 6 по 6 изнесува 36. Но, тука има уште една картичка со истата вредност. Тоа е 6 по 6. Останува вие самостојно да ги пронајдете останатите картички кои што имаат еднаква вредност. Нивната боја е по случаен избор и не треба да ви биде водич во наоѓањето на картичките со еднаква вредност. Во продолжение ќе се задржиме на поимите квадрат на број и квадратен корен.
Најпрво, сакам да забележам дека квадратна број ја има следната ознака, додека квадратен корен ја има ознаката со сина боја на слайдот. Постапката при која одредуваме квадрат на некој број ја нарекуваме квадрирање, додека постапката при која што определуваме квадратен корен ја нарекуваме коренување. Постапката за одредување на квадратен корен представува обратна постапка од постапката за наоѓање на квадратна број. Тоа може да го видиме преку конкретен пример. Дадена е картичка со бројот 3. Да видиме како ќе изгледа резултатот кога бараме квадрат на бројот 3. Добиваме број 9. Кога бараме квадратен корен од бројот 9, го добиваме бројот 3. Значи, квадрат на бројот 3 е 9, а квадратен корен на бројот 9 е 3. Пресметај ги квадратите на следниве броеви: 2 на квадрат, 7 на квадрат и 10 на квадрат. Наоѓање на квадрат на некој број представува множење на дадениот број сам со себе, или 2 по 2, 7 по 7, 10 по 10, односно 4, 49 и 100 се добиените квадрати во секој од примерите. Овие броеви ги нарекуваме полни квадрати. Полн квадрат е број добиен со множење на произволен цел број самиот со себе. Целите броеви 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 и така натаму ги нарекуваме полни квадрати. Може да се обидеме да најдиме квадратни корени од добиените резултати во секој од овие примери, односно квадратен корен од 4, квадратен корен од 49 и квадратен корен од 100. Тоа се 2, 7 и 10. Во следен пример ќе објасниме постапката за одредување на квадратниот корен. Може би најлесно би било да дајме одговор за следните неколку прашања. Работиме под А. Одредуваме квадратен корен од 25. Треба да се запрашаме и да најдиме одговор на прашањето чиј квадрат е бројот 25. Или производ од кои два еднакви множители е бројот 25. Тоа лесно може да го објасниме дека 5 по 5 е 25. Ова значи дека квадратниот корен од 25 е бројот 5. На ист начин ќе ги работиме и задачите под Б и В. Под Б, чиј квадрат е бројот 100? Или производот од кои два еднакви множители изнесува 100? Јасно дека 10 по 10 изнесува 100. Заради тоа, квадратен корен од 100 е 10. Од истите причини, квадратниот корен од 169 изнесува 13. 13 по 13 дава 169. Значи квадрат на бројот 13 е 169, а квадратен корен на 169 е бројот 13. Се надевам дека наставната единица за квадратна број и квадратен корен е јасна и може да преминете
на задачите за самостојна работа. Станува збор за две задачи. Во првата задача треба да се пресмета квадрат на следните броеви, а во втората задача треба да се пресмета квадратен корен на дадените броеви. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам успешно учење.